Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, 7 минути после 11 часот, почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на радио Слободна Македонија, понеделник, време за политичкиот магазин Кворум на брановите на вашето радио. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Претходната недела повторно бевме сведоци на протести по улиците. Од една страна, граѓанското движење за одбрана на Македонија организираше масовен собир пред законодавниот дом. Тоа се случи во четвртокот, додека пак шарината револуција, предводена од граѓанската иницијатива "Протестирам" и поддржана од опозицијата, секојдневно протестира, тргнувајќи од пред специјалното јавно обвинителство, и на крај тие протести завршуваат пред владата. Сведоци сме и дека оние демонстранти организирани од "Протестирам" и од опозицијата, тие се насилни протести, се прави оштетување на институциите, оштетување на спомениците, дури имавме и повредени полицајци. На оваа тема денеска во Кворум разговарам со уметникот Маријан Камиловски, кој е дел од граѓанското движење за одбрана на Македонија, кој остро се спротистави на она што го прават демонстрантите од "Протестирам", организирани од "Протестирам" и од опозицијата, и кој всушност е дел од проектот Скопје 2014, па решив овој понеделник вие да бидете дел од политичкиот магазин Кворум, да проговориме и за спомениците, и за протестите, и за собирот кој го организираше вашата организација. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата, драго ми е што сум овде. Значи, што да кажеме? Веројатно треба да направиме разлика меѓу протести и вандализам. Значи, со Уставот на Македонија загарантирано е правото на граѓаните слободно да се собираат и да изразуваат протест. Меѓутоа не е дозволено нити со Уставот, нити со подзаконските акти вандализирање. Значи, тука мора да направиме една сериозна дистинкција помеѓу протестите на ГДОМ, каде што јас исто така учествувам, тоест граѓанското движење за одбрана на Македонија, и протестите на од Сорос спонзорираните така наречени невладини организации, кои своето незадоволство го изразуваат преку сериозно нарушување на јавниот ред и мир и уништување на јавната собственост. Значи, скврнавање на споменици, уништување на фасади на згради. Сето тоа граѓаните кои ја избрале оваа политичка опција, значи огромното мнозинство, двотретинско, бидејќи, како што знаеме, опозицијата која стои зад овие протести, така наречените социјалдемократи, ствари, Тони Михайловски фино ги ребрандираше како поранешна Југословенска комунистичка партија. Они се фактички инспиратори на целата оваа работа, и тука имаме едно очигледно кршење на законите. Јас сум уметник, мислам, не е тоа моја струка правно да ги гледам тие работи, да ги толкувам, и тоа доволно сум писмен да видам дека тоа не е во согласност не само со Уставот и законот на нашата држава, туку било која, значи било каде во Европа, вие ако настапите со ваква агресија, ќе бидете санкционирани од полицијата и од институциите, и тешко дека тоа би било толерирано во волкав обем како што нашава држава тоа го толерира. Неодамно искочи вест дека во Америка 400 демонстранти биле приведени само ради тоа што немале дозвола од локалните власти да настапат со демонстрации. Значи, така наречените големи демократии, како што е американската, не може ни да се помисли за ваква делување.
како што Ќе проговориме секако малку подоцна за уништувањето и оштетувањето на институциите и на спомениците. На почеток би сакала овој разговор да го започнеме со она што вие го организиравте во четвртокот. Граѓанското движење за одбрана на Македонија организираше еден масовен собир пред законодавниот дом. Каква порака испративте и колку сте задоволни од одзивот на граѓаните и дали смитате дека тоа допре до нив? Апсолутно. Задоволни сме многу затоа што одзивот беше масовен. У принцип, на секој наш настап, односот е 1:3 во наша корист. Значи, практично оние резултати што биле на изборите се реплицираат во поголем или помал обем и на митинзите на ГДОМ. Со таа разлика што процентот се менува во наша корист. Значи, овој сега четврток митинг беше драстично многу посетен, за разлика од митинзите на опозицијата кои се послабо посетени. Затоа јас убитола дадов една таква изјава, тоа значи дека на изборите на 5 јуни не само што ќе изгубат Социјалдемократскиот сојуз, туку ќе изгубат драстично лошо. Значи, граѓаните се гневни. На што се темели вашиот став на тоа драстично лошо дека ќе изгубат? Затоа што општото расположение го гледам. Знаете, кога работите со луѓе, кои идете на терен, ги гледате какви се, луѓе дури не замераат, викаат зашто ги тинтрате, зашто не превземете нешто. Значи, у принцип, ние им објаснуваме дека нивната стратегија е токму тоа, дека они сакаат да дојде до конфликт, бидејќи по сите овакви и домашни и странски анкети, они ќе изгубат и они тоа го знаат, свесни се, и постои само еден правен начин они да влезат на власт, а тоа е преку широка коалиција. Меѓутоа, за широка коалиција треба да има вонредна состојба или нереди во земјата, за како би можела странскиот фактор да изврши одреден притисок за врз владата. на собранието да свика повторно седница. Тачно. И да на тој начин да се оформи таа широка коалиција во која ќе влезат и представници од опозицијата. Значи, истата приказка како 2001. Така тогаш социјалдемократите влегоа во таа широка коалиција на тогашниот премиер Лјупчо Георгиевски, и после тоа они фактички упаднаа во системот, поставија своји луѓе и направија практично преврат. А можно ли е да успее едно такво сценарио? Такво сценарио мислам дека овој пут е далеку од реалноста, затоа што македонците се многу свесни за ова. Мислам дека постои една општа согласност, тоа се гледа и општа свесност за овој план, како да кажам. Значи, они не само што политички не се креативни, у смисол да понудат програма некака со која ќе се такмичат со ВМРО и ќе ги освојат симпатиите, они не се креативни дури ни во овие пучистички намери. Значи, практично повторуваат таа приказка од 2001, мнозинството, нели, население кое е полнолетно и кое гласа, у суштина многу добра памти 2001 и тачно го гледаме, ја гледаме истата матрица, само што овој пат е проектирана конфликтот да се случи меѓу самите македонци, а не меѓу албанците и македонците, како што беше 2001. Меѓутоа, граѓаните, знаете, самите прифатија една стратегија на одбиму на глупост, што се вика, и по другите градови на собирите на ГДОМ има едно исклучително добро расположение, тука деца се играат, музика се пушта, малтене као на пикник да сме дојдени на оваква. Така се приметува таа позитивна атмосфера која влада. Значи, негативната атмосфера е овде во Скопје и она иритира со кршењето на вандализирањето на културните споменици што ги имаме и на историските споменици што ги имаме. И целата таа нивна пропаганда, уствари, што... Која е целта да се удари по спомениците?
Сметате дека се гневни со оглед на тоа што беа бројни реакциите барем од опозицијата за проектот Скопје 2014? Дали тој гнев се пресликува преку овој процес? Ќе го елаборирам тоа. Една од типичните како да ги кажеме фокус точки на нивната агресија беше вандализирањето на екзодусот, релефот со екзодусот на децата бегалци од Егејска Македонија. Значи, па после вандализирање на спомениците на лавовите, кои се символ на Македонија, нели? Древен символ. Значи, сепак крајната цел на тоа вандализирање е да се испровоцира конфликт. Значи, секојаш имате доволен број патриоти кои се гневни и кои може да реагираат на тој начин. Меѓутоа, ГДОМ цело време го потенцира тој план, односно бараме од сите македонци воздржаност максимална до 5 јуни, додека не се одржат изборите, а после државните институции ќе си постапат според законот и пошто се евидентирани сите, без обзира дали се работи за професор од правен факултет или некој малско фраерче, некој кој фрлало обои, пошто ги видовме, нели, сите. Значи, ќе си се процесира тоа, не е тоа проблем. Меѓутоа, главниот проблем е да не дозволиме да се случат конфликти и мислам дека тоа е далеку од остварливо, бидејќи стварно се прозрени. И тоа, мислам, од тој аспект така ги гледам тие работи. Меѓу толпата народ кој протестира, зборувам за онаа толпа организирана од граѓанската асоциација, протестирам и од опозицијата, можевме да забележиме и голем број на уметници. Беше нападнато и Министерството за култура, кое е заштитено како историско наследство со закон заштитена градба од 1927 година според информациите кои ги добив од Управата за заштита на културно наследство. Зошто се удри по оваа зграда? Оваа зграда не е дел од Скопје 2014. Реков, приметувам и уметници, зарем има некој тоа што не го знаел, верувам дека меѓу таа толпа луѓе има и свесни што го знаат тоа. Намерно ли се прави ова? Сите тоа го приметија дека се удри по една зграда која воопшто не е дел од концептот на Скопје 2014. Се работи за зграда од 1927-8 негде изградена, значи уште во Кралството Југославија. Мислам дека они упорно идат на тоа да провоцираат. Они имаат и одреден идеолошки проблем со тој тип на архитектура. Значи не се работи само дали се нови згради или стари згради. Значи они во 60-тите, 70-тите години, значи видите, мораме да расчистиме една работа. Социјалдемократскиот сојуз е партија наследничка на комунистичката партија на Македонија, односно Сојузот на комунисти на Македонија. Тоа е истата партија. Истите луѓе кои се уште живи, кои били партиципирале во таа партија, партиципираат и во оваа партија. И плюс нивниот подмладок, кои се исто така нивни деца, нивни внуци. Они имаат, братство Димитриевски фино тоа го антиципираше, они имаат одреден идеолошки проблем со архитектурата. Значи, концептот на така наречената комунистичка архитектура, која за жал е многу блиска до на фашистичка архитектура. Значи, например, граѓаните многу малку знаат, например, богот на комунистичките архитекти, познати од Ле Корбузие, кој уствари се смета за нивни фаворит, као и Оскар Нимаер, кој исто така беше председател на бразилската комунистичка партија. Значи, малку е познато дека он во почетокот на својата кариера бил близок до фашистите, се додворувал до нив за да добие големи проекти. Значи, левичарската архитектура е архитектура на тоталитарни режими. И она, у суштина, тежна е да ги избрише сите национални идентификации кај луѓето, без обзира дали се работи за, не знам, национални обележја, споменици, не знам што. Значи, они тежнеат да го поништат минатото
и да започнат една нова ера на не знам, храбар нов свет, како што самите се умислуваат. Меѓутоа, историјата покажа дека таквите режими, тоталитарни, не се одржливи и видовме пропадна и фашизмот, пропадна и комунизмот и фактички луѓето се определуваат за една средна варијанта која се вика демократија и во таа демократија преку надпревар на идеи, помалку или повеќе се отфрлаат екстремните идеи, се бира некоја средна верзија која веќе долго време го води овој свет напред. Така да од тој аспект гледано жалосно е се ова што се случува. Се работи за тешка фрустрација и неможност да се помири со тоа, да се помират со тоа дека се изгазени од историјата фактички. Така. Продолжуваме со разговорот веднаш по краткиот блок реклами. Почитувани слушатели, останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. За кратко сме назад во студиото, го слушате политичкиот магазин Кворум. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. По кратката пауза, повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Јас сум Гојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин. Мој денешен гостин е уметникот Маријан Камиловски, дел од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Начнавме повеќе теми во првиот дел од разговорот. Го споминавме уништувањето на спомениците, пораките кои ги испраќа граѓанското движење за одбрана на Македонија, ги споминавме изборите. Велите единствен излез од оваа политичка криза се изборите. Дали тоа значи дека и без и со опозиција единствен излез се изборите? Апсолутно. Видите, не може они вечно да го оспоруваат легитимитетот на огромното мнозинство граѓани кои гласаат за ВМРО, фактички. Значи, тоа што вие кидате по белиов свет и ќе кодошите собствената држава дека нешто не е во ред, дека биле лажни изборите, па не може тие луѓе 10 години, не знам колку веќе предвремени избори се случива и не знам што све не се деси, нон-стоп да гласаат за една те иста политичка опција и да не бидат свесни дека нешто не е во ред. Значи, очигледно дека е вистината сосема поинаква, дека се е во ред, освен фактот дека Социјалдемократскиот сојуз у последниве 10 години нема понудено ништо, апсолутно ништо, со што би ги задобил симпатиите на гласачите. Значи, се ова го спорам како гласач. Ја многу мислам дека сум член на ВМРО, не сум член на ниедна партија, тотално независен сум у однос на политикава. Меѓутоа, као граѓанин, ја секојаш ќе бирам онаа опција која нуди нешто. И тоа беше добро, затоа што навистина и јас, и еден куп мои колеги, и еден куп мои пријатели и добива работа, и добива ангажмани. Зборувате за уметниците? Па, не само за уметниците, генерално зборам. За уметниците посебно, ние никош не сме добиле волкава шанса да работиме сериозни проекти и да си ги покажеме способностите. Значи, сите ние талкавме у некакви... Бевте заборавени претходно? Па буквално сите ние трбухом за крухом, нели што викаат србите, работевме или илустрации, или у маркетинг агенции, сме работеле сторибордови за филмови, не знам, или нешто сосема вон нашата професија. Значи, со овој проект кој, да не заборавиме, започна некаде 2007 година кога се случи кризата во светската економска криза. И овој проект фактички амортизираше таа криза као удар врз Македонија, затоа што сите градежни компании кои фактички изгубива бизниси што ги имава договорено по светов, по Русија, по Украина, по не знам каде, фактички ќе останева без работа. Токму тој проект овозможи сите тие компании да бидат ангажирани, затоа што се градава огромни згради, се градава
не знам, не само спомениците се една од најмалите ставки у целава работа. Значи, главната амортизирање на кризата се случи во градежната оператива. Фактички, ангажманот беше врз градежните работници и врз архитектите. Значи, они фактички сите помалку или повеќе беа ангажирани. Тука се и оние субконтрактори, што ги викаме, споредни професии кои автоматски доаѓаат со еден голем проект. Така да, од тој аспект гледано, тоа се тие креативни идеи што ние као граѓани ги бараме од една политичка партија. Значи, ние не гласаме за надуени муцки. Значи, некој кој ќе искочи и ќе вика, леле, они градат барок. Знаеш, оноа со презир, као демек нешто страшно они прават. Прво не градат барок, градат неокласична архитектура, која е типична секаде во западниот свет. Значи, од Америка до Русија, она се темели на тие антички архитектонски вредности кои се устоличени уште тогаш. И тоа се одредени параметри у градбата кои овозможуваат пријатни, значи целата антика фактички е базирана на пропорции и тие пропорции се викаат хармонични пропорции, они генерираат една пријатна атмосфера. Значи вие кога ќе видите една античка, условно као Партенон или не знам градба, ќе речете јама е добра, не знаете зашто, меѓутоа она ви се допаѓа токму ради складот на пропорциите и на меѓусебните односи. Мислам, истите тие пропорции постојат и во човечкото тело и колку се они поидеализирани, толку поише тие луѓе ги сметаме за убави и колку повеќе имаме одстапување од тие пропорции ги сметаме за деформитети или за неубави, нели, условно кажано луѓе. Значи, тоа е следење на некои природни законитости во архитектурата. За жал, креативноста не ја гледате на другата страна? Другата страна се определи за негирање на овие вредности природни и она почна да измислува уметност. Она уметност од малиот мозок, ја го викам, и да го наметнува со маркетинг, со не знам, маркетиншки агенции, со разноразни критичари во уметност, као дека тоа е нешто страшно добро, дека тоа е младешко, кул, откачено, прогресивно и милион такви флоскули безвезни. И они имаат успех, нели? Значи, фактички негде 70-те години уметноста се раздвои на класична и на така наречена концептуална уметност. И тоа се две тотално спротивставени струи, кои слободно можете да ги наречете левичарски и десничарски. Левичарските, значи десничарските се традиционалистички и конзервативни и они се темелат на тие вредности што си постојат од памтивек, а овие се, како да ги наречеме, они се нарекуваат себе авангардни, а во суштина се екзибиционистички. И отидовме до таму да, не знам, Роман Абрамович ја откупи таа инсталација на Демиен Херст, не знам како се викаше делото, тоа е фактички цркна тајкула у формалин. Ја откупи за 9 милиони евра, као Демиен Херст, иначе британски концептуален уметник, испромовиран од маркетинг агенцијата Сачи & Сачи. И многу критичари веќе онака сериозно го поставуваат тоа прашање, дали има смисла целата таа работа. Мислам да се со сила испромовирува еден правец у уметноста кој, например, конзервативните уметници уопште не го сметаат за уметност. Значи, поделени ли се и македонски уметници на левичарски и десничарски? Апсолутно, меѓутоа не сме институционално раздвоени. Например, на факултетот за ликовна уметност, а веројатно и на факултетот за архитектура, тие два концепта постојат. Значи, вие имате буквално студенти кои не знаат две линии да повлечат, а добиваат диплома за ликовни уметници. Значи, тоа не се ликовни уметници, тоа се концептуални уметници. Јас сум длабоко убеден дека е потребно тие два правца да се раздвојат у два различни факултета. А исто така сметам дека треба да се раздвои и самиот концепт. Значи, да се раздвои, 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 да се ра
евентуално факултет за концептуална уметност би требало да биде приватен факултет, не би требало да биде државен, пошто државата нема интерес да ги, не знам, школува младите да размислуваат откачано. Ме разбирате? Прогресивно, кул и тие. Значи, они имаат интерес, ако некој дете се роди со талент за цртање или за музика или за вајарство, тој талент да му возможи да го развие. Меѓутоа, пошто концептуалната уметност е уметност на хир и на его, која ќе ги споите вие, например, ако имате талентирано дете за цртање, а професорот му е концептуален уметник, он ќе тежне да го уништи неговиот талент. Затоа што професорот е болно љубоморен у суштина на талентот на детето. Истото би се случило и на музичката академија. Еве ви сега една информација од прва рука. Значи, присуствував со едни мои пријатели која се отвараше пред да се отвори музеот на македонската борба, да ги видиме, беа колегите уметници од Украина, и отидов со некои пријатели, беше таму и министерката. И тачно се направи разлика, министерката за култура, во занатската издржаност на украинските и руските колеги во однос на македонските. Значи, македонските паѓаат, нивото на занатска обученост е слабо. И министерката тогаш по узор на факултетот за музичка уметност, каде што беа донесени од Русија луѓе, кои обучива македонски таленти и благодарение нив добивме врвни пијанисти као... Добро, ги знаеме кои се. По тој урнек да донесе руски уметници кои би ги обучавале македонските студенти овдека. И она најде на таков отпор во нашиот факултет за ликовна уметност да целиот тој проект се пренасочи и се отвори факултет за фигуративна уметност во Штип, кој што добро функционира и фактички е таа више таа поделба што зборам дека треба да има два факултета, од кои факултетот за ликовна уметност веќе е факултет за концептуална уметност. Тој воопшто не е факултет за фигуративно сликање. А факултетот за фигуративна уметност, односно класично сликарство, го имате во Штип. Фактички тоа со добри професори, кои што вадат добри кадри. Значи исто и со факултетот за архитектура. Значи професори кои се од 60-тите и 70-тите години обучувани да размислуваат во контекст на така наречената модерна архитектура, односно познатиот стил брутализам, кој што е веројатно еден од најосудуваните и најпрезрените стилови во архитектурата, а Скопје предњачеше со тој тип на архитектура. Значи сите наши практично капитални објекти беа во тој стил, почнувајќи од владата на Република Македонија на Моличковски, која повеќе личеше на веросамопослуга отколку на објект за влада. Меѓутоа, они направија таков авторитет од тој архитект да практично вие, не знам, ако смените фасадата, не знам какво скврнавење се случува. Мислам, тоа нема врска. Значи, Френк Лоид Рајт као еден од најрепрезентативните представници на тоа движење у Јапан го срушија до темел. Мислам, окей, постоела зградата 20 години, доволно, и се изградија нова зграда. Значи, не можеме да ги гледаме работите, па поготово не низ идеолошка призма, ако затоа што кога судот на времето ќе пресуди негативно во однос на нешто, онда тоа нешто пропаѓа, ми се свиѓало тоа или не. Значи, класичната архитектура, барокот, не знам што, се уште постојат, и ден денеска постојат, и ден денеска ќе се градат. Значи, фактички, барокот, не знам, настанува после Ренесансата, значи негде 16 век кога. Па он повторно се реплицира во француска буржуаска револуција, пак се враќаат на неокласично, па се враќаат на необарок, односно романтизам, па после Австро-Унгарија, па прави копии на тоа. Цело време, како настануваат нови царства, нови империи, нови држави, се враќаат на тие вредности. Дури Советскиот сојуз се врати на класичните вредности после револуцијата, па забега после у соцреализам и такви работи.
Значи, времето ги демантира фактички овие луѓе и ги исфрла на површина оние вредности кои се апсолвирани низ историјата. Така да сите нивни протести против тие градби и тие споменици не се ништо друго до фрустрација. Така. Време да направиме уште една пауза за реклами и влегуваме во завршниот дел од разговорот. Почитувани, останете на нашата фреквенција. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. Мало подсетување за оние кои подоцна се вклучија на оваа фреквенција. Мој денешен гостин е уметникот Маријан Камиловски, дел од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Влегуваме во завршните 10 минути од разговорот. Господине Камиловски, секојдневно се среќавате со граѓаните, гледаме дека граѓанското движење за одбрана на Македонија има активности, разговарате со нив, како фидбек очекувате и дали Македонија ќе гласа на 5 јуни со оглед на тоа што вие се залагате да имаме избори, јунски избори, и дали ќе биде посилна Македонија и каква Македонија може да видиме, каква вие предвидувате Македонија после 5 јуни? Па Македонија веќе е посилна. Значи, народот е апсолутно разбуден, он е присутен во јавноста и на митинзите во голем број, тоа можеше да се види на митингот во четврток. Значи, очекувам една голема свесност кај луѓето дека овој пат оваа битка ќе ја добиеме гандиевски. Значи, по рецептот на Ганди, и како што рекла Маргарет Тачер, вика, доволен беше еден, вика, облечен у сари и со стап и да ги повика на мир луѓето и да ја изгубиме цела Индија. Значи, овој рецепт ќе го употребиме на тој начин што ќе се забавуваме и нашата присутност ќе биде секојаш во огромен број и ќе ги едноставно откачиме. Ќе ги откачиме као досадни луѓе кои прават глупави проблеми. Сега, што се однесува до нив, дали они ќе излазат на избори, дали ќе ги признаат изборите, значи не може они да 2 милиона луѓе да ги прават будали. Значи, они нивно суверено право е дали ќе се појават на избори, дали на тие избори ќе понудат некаква програма, мада мислам дека е касно веќе за тоа. Они дури да имаат програма, немаат време да ја испромовираат пред јавноста. Тоа е нивно суверено право. Има и други партии, други субјекти кои сигурно ќе се појават и мислам дека тоа дека они ќе изгубат, тоа е евидентно више. Поентата е тоа дали они ќе се распаднат. Пошто нужно е да се распаднат они више. Они се згазени од времето и нивната единствена агенда е таа патолошка потреба да се биде на власт и да се управува, да му се диктира на народот, ти ќе правиш ова, ти ќе правиш она. Значи, тоа е нешто што не проаѓа веќе. И мислам дека е добро за македонското општество да исчезна таа партија повеќе. Они се во фаза на распаѓање више многу одамна, пошто не успеава да се ребрендираат, за разлика од РВМР, кој успеава да, у еден момент кога има криза, да се реформираат и да станат креативна партија. Меѓутоа, исчезнувањето на Социјалдемократскиот сојуз отвара можност други партии да се појават, кои креативно ќе наступат на изборите, кои ќе ги придобијат, видите, ние као граѓани од партиите бараме... Мислите други партии кои ќе го завземат местото на опозицијата? Во моментов тоа е, нели, Социјалдемократскиот сојуз најголема опозицијска партија во земјата? Да, али они се најголема опозицијска партија, меѓутоа ако се распаднат, веќе нема да постојат као субјект. Значи имате тука Гром, имате други некои партии кои исто така имаат што да понудат. Се јас не ги баш анализирам сите, не ги знам кои се кои, меѓутоа чисто гледано социолошки ќе се отвори простор што ние као граѓани, као гласачи бараме надпревар во идеи.
за да може да процениме овој концепт ми се допаѓа повеќе или помалку. А ние сега сме ставени у ситуација да бираме помеѓу еден концепт, оној на ВМРО ДПМН, и еден деструктивен концепт кој апсолутно го отфрламе. Значи, немаме ние да видиме дали има некој подобар од ВМРО да понуди нешто повеќе. Тоа го немаме, апсолутно. Имаме деструкција или ова што веќе го имавме до сега. Значи, стварно фали креативна, конструктивна опозиција која ќе има што да понуди. Од тој аспект, според мене, ако овие амбициозни социопати се тргнат од политичката карта на Македонија, мислам дека Македонија драстично побрзо ќе напредува, затоа што ќе се створи оноа што нели Гоце Делчев го викал културен надпревар меѓу народите, а и јас се залагам пред се за културен надпревар меѓу партиите. Значи да го парафразираме, прво треба почнеме од самите себе, па после таа идеја да шириме и надвор. Значи тоа сакав да кажам во однос на... Значи, вака ако може да резимирам, вие верувате дека Гандиевски ќе ги победите, оние што се од спротивната страна, односно зборувам за оние кои организираат протести на протестирам поддржани од опозицијата, и верувате дека ќе се, односно велите дека ќе се залагате за културен надпревар меѓу партиите. Апсолутно. Мислам дека ќе успеете ли во ова? Не само што ќе успееме, него успеваме веќе, затоа што ова не е концепт на ГДОМ, да го ние мислевме, па ај сега ќе го кажеме на луѓето, ај ние со мир сега ќе ги победиме. Луѓето сами го измислива тоа. Значи, ние кога отидовме да се прошетаме на тие митинзите, видовме, едноставно го видовме концептот. Луѓето таму се забавува и им одбиваа на глупост на овие. На нивната агресија одговараа со добро расположение, на нивната безидејност дава идеи, на нивното уништување одговараме со градење. Мислам, значи, буквално две тотално антагонистички сили. Меѓутоа, у природата победува конструктивната сила, а деструктивната никогаш не победувала. Она само правила проблеми во известни периоди. У принцип, дури неодарвинистите прифаќаат дека синергичните системи обстануваат, а оние кои се колат меѓу себе, на крајот пропаѓаат. Така да, од тој аспект гледано, ние победуваме. Проблемот е само дали ќе се отвори простор за нови партии, за да може уште побрзо да чекориме напред. Тоа е, така би го резимирало. Така. 5 минути пред, точно пред пладне, тука мора да се одјавиме. Господине Камиловски, јас ви благодарам што бевте дел од денешниот кворум. Се надевам дека повторно кога има потреба да ги објасниме ваквите теми или кога граѓанското движење за одбрана на Македонија ќе има некој настан, ќе бидете дел од нашето радио. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата, со задоволство ќе присуствувам. Почитувани слушатели, вам ви благодарам што и овој понеделник бевте заедно со вас, што одвоивте 50 на минути да ги слушате нашите анализи. Денеска е 25 април 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Владимир Дамјановски и Дине Вучков. Ви благодарам уште еднаш на вниманието, имајте убав ден и убава работна недела. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.